da ne ka ardhur momenti që të shkojmë pak në Ohër dhe do kemi mundësi pak shojmë nga ajo pamja që kemi aq lakmi dhe aq shumë kemi nevojë për të qëndruar pranë ujit ose detit ose liçenit, por që ne tani do lidhemi me Krste Blazeski, i cili është edhe kryetari i Asociacionit Hotelerik në Maqedoninë e Veriut dhe me cilin do të flasim pak më shumë se cilat janë ato pritshmëritë për sezonin veror 2025. Dobro utro, господин Крсте. Добро утро, добро утро. Како е Охрид денеска? Добро утро од крајбрежјето на Охридско-Струшкото крајбрежје. Мора да се поправиме малце, моментално сме во Струга. Охрид и Струга имаат почеток на сезонава 2025-та. Се осеќа раздвиженост, автобуси имаме од секаде, Турција, Грција, соседните држави и има позитивни показатели и по тоа мислиме дека сезоната оваа година ќе ни биде една од поуспешните. Времето е супер од колку што ние може да гледаме. Тука во Скопје имавме малку врнежи, така да добро би било можеби овој викенд да дојдеме покрај Струга или Охрид, но ние би сакале да зборуваме малку повеќе за тоа што очекуваме од ова лето. Вие кажавте дека веќе имаме туристи, но минатото лето беше добро успешно, многу успешно лето. Какви се очекувањата? Оваа година исто така очекуваме дека ќе биде една од поуспешните, како што спомнав, првите показатели се позитивни. Хотелите и рестораните на целото крајбрежје се во подготовки, каде што декаде до средината на месец мај веќе ќе бидат сите во полнек, ќе бидат спремни да примаат поголем број на гости. Доста од објектите се во фаза на реновирање, ги реновираат, ги прават некои нови дополнителни понуди и сето тоа не носи до еден заклучок дека оваа година ќе има и повеќе што да се понуди на Охридско-Струшкото крајбрежје и дека ќе биде една од најпозитивните години до сега. Во медиумите се зборуваше и за тоа дека од сега има некои откажувања од резервациите што биле направени особено од европските туристи. Зашто точно се работи и дали треба ние да се загрижиме за тоа? Видите, секако во секоја индустрија има раст и пад. Од сите области на светот, значи во моментов да имаме пат на гостиве од Холандија и од Полска, но за тоа однос на тоа па имаме раст на други гости од други страни, така да за нашите капацитети нема многу што да се грижиме, мислам дека тие ќе бидат исполнети на исто, дури и подобро ниво од минатите години. Секако дека треба да имаме загрижување, зошто тоа се случува, значи се прават анализи што треба да се дополни за тие гости, како би ги добиле поново назад, но исто така треба размислување и за некои детално урбанистички планови на Охридско-Струшкиот регион, каде што би имале повеќе угостителски објекти, повеќе хотелски легла и ќе можеме да имаме поголем капацитет да сместиме хотелски гости, не само приватен смештај или да се зголемува само приватниот смештај, значи тука треба да биде една хотелска соба со 3 апартмани за приватен смештај и да се задржи на тоа ниво. Кои се моментално најголемите предизвици со кои се соочува Охрид и Струга, особено за туризмот? Знаете како добивање на дозволи за разни доградби, надградби, подобрување на нешто, тоа ни е доста споро. Иначе некои посебно други проблеми со кои би се соочувале во туризмот, има законски обврски некои кои треба да се разгледаат, да се направи стратегија за развој на туризмот и таа стратегија да биде малце подолгорочна, а не нешто краткорочно на година или две. Во однос на работна сила, во однос на
значи и тука малце се подобруваат и платите се подобрува и бројот на работници кои веќе се преуваат во оваа индустрија. Секако дека ќе има кусокци, но се справуваме и со тие проблеми. Другото, треба законските обврски да се погледаат уште еднаш за како таа стратегија би се развила и би одела многу побрзо напред отколку со некои поспори чекори. Спомнавте за работната сила. Минатата година имавме така голем предизвик со работната сила, дека младите, особено во лето, излегуваат надвор од Македонија за да работат, па потоа се враќаат. Дали очекуваме исти движења или пак очекуваме дека ќе имаме поголема работна сила? Така, миграцијата на работната сила била одстално, значи присутна, не е ништо ново, но во последните години тоа беше многу зачестено, имаше многу повеќе одлив на работна сила. Од повеќе причини, не е само плата причина, значи имаше разноразни причини, но дел од тие веќе што отидоа, некои се вратија, некои останаа таму, некои се задоволни, некои не се, и тоа е најнормално, значи не може сите да бидат задоволни. На оглед на тоа, минатата година имавме прв пат соочување со пуштање на работна сила од надвор во Македонија. Најмногу имаше непалци, индици, Бангладеш и така натаму некои други држави. Значи не зборуваме само во сектор туризам, зборуваме во сите сектори ни фалат работници. Мислам дека оваа година, како втора година така, се доста поискусни и самите тие агенции што носеа работници, значи нема тие да дојдат и да направат одлив, да си одат, како што беше минатата година, значи 80% од работниците минатата година бараа некои други дестинации после Македонија и напуштија работа за минаа на тие други дестинации. Оваа година тие договори се прават малце поконкретни и се на едно повисоко ниво, каде што тие работници ќе може да останат и да се завршат нели како што се договорено. Значи, Сигурно слушате дека и во други индустрии веќе има поголем број на работници, Бектеленка и така натаму, некои поголеми фирми носат исто така работници, сместувачки капацитети за нив и се што треба нели да имаат и еден пристоен живот кога работат. Значи може да очекуваме и за ова лето дека ќе имаме работна сила дојдена од надвор. Па секако дека ќе има, сега нема да е голем процентот, ама нешто ќе има. Значи мора да се надополнат сите сектори. Има сектори каде што нели не зависи од не мора да знаат јазик, него може да извршуваат таа работа. За брзо време, со тек на време учат и наши јазици во овие простори, така да се снаоѓаат. Има работници кои веќе останале по една година од минатата година, продолжуваат договори за уште една година и веќе зборуваат и по некој збор нели македонски, има по ресторани, по кафани и така натаму. Помошнички во кујна, помошници во собари, собарки, чистачи и така натаму. Значи за да биде тоа да се задржи на едно ниво, треба сите сектори да бидат максимално исполнети со бројот на вработени. Овој викенд што помина беше празничен викенд, продолжен викенд и имавме бројки дека од 50% до 70% и беа полнети сите акомодации, хотели или пак приватни сместување во Охрид и Струга. Дали беше движено, дали имаше живот во Охрид и Струга овој викенд, како беше? Токму така, значи затоа спомнав дека добар показател ни се тие празници и еве последниот месец имавме нели Рамазан и Великден и тие празници се почеток на сезоната. Значи штом за тие празници имаме убав број на гости од околните држави, тоа значи дека понатаму во текот на годината добиваме уште повеќе гости од и подалечните држави. Тоа било порано и сега и оваа година нели исто така добар показател и по тоа мислиме дека ќе биде убава година. Кои ни се најчести гости или пак од која држава ни доаѓа најголемиот број од гости? Па во моментот се Турција,
беше Холандија, но сега е Турција. Холандија поново имаме Холандија, имаме Англија, значи од тие западни држави. Се појавува број на гости, зголемување на број на гости од Кина, Јапонија и тие држави, нели, од истокот. Исто така од околните земји, да не заборавиме, значи Бугарија, Србија, Албанија, Косово, тие ни се и Грција, тие ни се најчестите гости, обично за празници, исполнуваат голема бројка. Има доста еднодневни што влегуваат, доаѓаат, посетуваат некои ресторани и си одат навечер, но има многу поголем број кои остануваат по неколку дена тука. Дали се зборува дека и организирано, нели, гостите често пати доаѓаат со туристички агенции, организирано со автобуси, дали е поголем бројот на туристи кои што индивидуално доаѓаат или пак кои што организирано доаѓаат во Охрид и Струга? Поголем е бројот кои се организирани, значи со Ose duke të na u shkëput vetëm shkurtimisht lidhja me kryetarin e Asociacionit Hotelerike të Maqedonisë së Veriut, me cilin po flisnim për Ohrin dhe Strugën dhe vetëm duke parat pamje në prapavit të tij është ajo sikur e thirrja Eja Këndej, Eja për fundjavë Këndej, kështu që pse jo të mos i kalojmë fundjavët në Orë dhe Strugë ku i kemi kaq afër, por edhe janë vendet tona. Nuk e di nëse do mund të rikrijojmë lidhjen me kryetarin, mirë po me të po flisnim që turistët na vinë nga gjithandej dhe si vjet shohim një numër të rritur të turistëve nga Turqia. Dali se slušame. Извинете, имаше прекин. Зборувавме за тоа дека дали е поголем бројот на туристи кои што доаѓаат организирано од туристичка агенција или пак индивидуално патуваат? Туристички агенции се побројни гости. Има туристички агенции од сите делови и тие се организирани, патуваат најчесто со некои водичи, дали се локални, плюснимни водичи и добиваат некои информативни работи за овие простори. Колку би требало ние да се свртиме или дали има потреба да се свртиме кон Охрид и Струга и за да се развијат уште овие градови или пак на кои делови или сектори може се уште да се развијат и каде гледаме најмногу предизвици? Па тоа го спомнавме, значи детално урбанистичкиот план кој би требало да се изработи се очекува многу години наназад. Тие генерални планови, детални планови кои се работат за подолг период, значи за 20-30 години, како треба после тоа да изгледаат овие два града, како што е тргнато тие два града ќе се спојат во следните 20 на години, но сите тие забелешки треба да влезат во тие планови и со изградба на тие планови може да се добие една многу подобра туристичка дестинација која ќе биде ценета многу широко во светот. Господин Блазевски, јас ви благодарам што бевте дел од утринската емисија тука во Алсат. Ако имате нешто за крај да кажете или пак покана за сите наши гледачи? Прво да ги поздравам сите гледачи на Алсат и да ги поканам кога имаат можност да посетат Охрид и Струга и да видат докаде сме со прогреста, со работите кои се менуваат и да осетат нешто убаво во својата татовина. Благодарам многу уште еднаш и имајте убав ден. Благодарам. Поздрав.